Добре дојдовте во новото издание на Зебра. Како декларирано исполитизирана земја, во која активностите на политичките партии го будат најголемиот интерес кај граѓаните, повеќе отколку што тоа го прават содржините и заплетот и на телевизиските серии, втората во историјата на Македонија најава за изборен бојкот никого не остави без став. Токму затоа денеска прашуваме: што добива, а што губи македонската демократија со бојкотирање на изборите од најголемата опозицијска партија? Кога премиерот на 24 декември излезе со објаснување и се обрати на нацијата што точно се случило во парламентот и зошто, тој се повика на демократијата, односно рече дека тоа го направиле во името на демократијата. Во тој момент поимот демократија стана многу растеглив во општество и стана очигледно дека различните политички сили различно поимаат што е тоа демократија, што е тоа устав, закони. Практично беше суштински загрозена демократијата, бидејќи таа е невозможна без јасни правила на игра, без фер плей, односно правила кои што се разбирливи и прифатливи за двете страни. Тоа не наведува не притиска во ситуација каде што мора политичките страни да седнат и однова да ги редефинираат поимите и да се договорат околу тоа кои се тие правила на игра. Да ја банализирам ситуацијата. Ако играта е некаква друштвена игра и ако едниот играч во текот на играта, например карти, почнува да ги менува правилата на игра, дали другите играчи би останале да ја доиграт на масата, да ја доиграт партијата, или логично е дека ќе се лутат и ќе ја напуштат играта. Така и со демократијата. Мора да постои взаемен консензус кои се тие јасни правила на игра. Дискутабилно е во најмала рака да се тврди дека има некаков воопшто бенефит од бојкотот, од изборен бојкот во Македонија, бидејќи ние имаме и пример за изборен бојкот во 1994 година, кога сегашната власт ги бојкотираше парламентарните избори и од тој бојкот реално не се доби ништо, бидејќи немаше никаква рефлексија на тој бојкот во промени некои институционални или било какви демократски, туку тогашната власт која што победи си го истара мандатот до крај и дури тогаш беше казната за тоа што се случуваше во претходните 4 години. Значи, затоа викам, во најмала рака е дискутабилно дали во овој момент ќе има некакви опипливи резултати на кратко ниво од тоа што ќе има бојкот. Меѓутоа, опипливи резултати ќе има во негативна конотација за самите граѓани и врз принципот на децентрализација, односно врз самото сваќање на локалната власт во Македонија. Значи, тоа ќе се рефлектира преку неоставањето избор на граѓаните да гласаат за градоначалници, за советници кои што би требало да ги решаваат нивните најосновни проблеми, значи на нивното мало, на нивната улица, на нивната населба, со тоа што ќе бидат ставени пред свршен чин. Заложници се граѓаните, затоа што едната и другата страна упатуваат и кон едните и кон другите максималистички барања, кои што во принцип се лични аспирации, не граѓански, не државнички интереси, повеќе лични аспирации. Секако дека со бојкотот на изборите од најголемиот опозицијски фронт губи македонската демократија, но апсурдно е, ама ќе го кажам, и тоа е демократски чин. Нивното бојкотирање, правото да не учествуваат на изборите, и тоа е демократски чин. Втората моја теза е, изборите ќе бидат легални, затоа што имаме кандидатски листи кои што се сочинети од други помали опозицијски партии. Формално правно тие може да се одржат. Но што се случува со демократијата и со демократските стандарди во нашето живење? Секоја улична демократија не води кон подобрување на демократските капацитети на една држава. Значи, не зборам сега дали е оправдано делувањето на опозицијата по пат на улица или не, туку диалогот е единствената форма на решавање на сите проблеми, особено во политиката. Секој изнегување на улица е погубно за оние што се на улица. Јас не гледам како некој воопшто нешто добива од оваа ситуација. Здравата конкуренција на никого нема да му предизвика никаква штета. Здрава конкуренција значи да се има избор. Здравата конкуренција значи мотивација да се биде подобар, да се биде покреативен. Во овој момент на граѓаните им е одземено правото да учествуваат на избори. Велам одземено им е правото бидејќи имаме само две опции: да не излеземе, односно и ние да станеме дел од бојкотерите, или да излеземе и само формално да се појавиме на избирачките места. Зошто велам формално? Бидејќи во најголемиот дел од избирачките места ќе има само по еден
представник кандидат, така? Значи, дали вие ќе го заокружите неговото име или ќе го поништите ливчето, ќе го направите да биде неважечко, буквално не значи ништо, бидејќи ливчето е скинато и цензусот е исполнет. Она што го кажа Маја пред малку дека треба да се рестартира, ние не можеме да ги рестартираме нашите животи и секогаш кога нема нешто да ни одговара да го почнуваме целиот процесот поново. Значи, напуштањето на играта не значи дека играта завршила. Но Значи, промената на правилата на играта своеволно значи сигнал дека може некој да ја напушти масата. Тоа што ќе ја напуштиш масата не значи дека си ја добил играта. Напротив, тој што останал ќе си влезе во кукичка, ќе си ги доизгради хотелите, ќе си ги собере парите кои што се на маса. Мислам, зборувам за игри од типот не лути се човече, монополи, карти и такви работи, значи да не се сочиме спомнувањето на монопол е. И тоа се максималистички ставови. Сакам само да се надоврзам, и тоа се максималистички ставови, излегувањето на играта и водењето инат на моите правила на игра. Компромисот е важен. Разговорот е важен и во играта и во политиката. Фер, еднакви правила на игра. Затоа кога завршува изборот и кога поразениот излегува и вели доблесно си признава дека изгубил, тоа значи дека ја признал легитимноста на играта. Имаме изјави од наши колеги, значи од различни медиуми кои што се долги години политички аналитичари, кои што ставови исто така се на различни фреквенции за различни сегменти од она што се добива, што се губи со бојкотот на изборите, да ги погледнеме нивните изјави. Македонија ќе изгуби многу без на избори без опозиција. Прво затоа што им се стеснува на граѓаните правото на избор, особено на тие што се симпатизери на опозицијската коалиција. И второ, постои опасност да се инсталира практично еднопартиска власт во локалните средини во условно речено македонските општини во државата, тие се повеќе од 2/3. Затоа што факт е дека во ваква ситуација, ако опозицијата ја нема на изборите, ВМРО-ДПМН, поточно власта предводена од ВМРО-ДПМН, 99,9% ќе ги остави сите, условно речено, македонски општини, тие се некаде околу 58 на број, ако не се лажам. Поентата на демократијата е луѓето да имаат избор помеѓу повеќе опции. Сега тоа подразбира и учество по пат на слободно изразена волја или неучество исто во спротивната страна, така што знаете да замислиме дека и ВМРО-ДПМН ќе откаже да учествува на избори. Дали тоа значи дека во Македонија ќе нема демократија? Не дека оваа ситуација е во ред, меѓутоа ако некој решил да не учествува, а при тоа не наведува сериозни причини во смисла на самата изборна процедура, тогаш тука нема што многу да се стори. Па јасно е дека се покажува дека има проблеми и очигледно е дека едно од идеите на бојкотот беше таа да се создадат такви проблеми, па потоа врз основа на тоа да се исползува нешто за себе повеќе. Да сведеме на локално ниво. Еве имате што донесе таа разновидност на политиките во општините. Од една страна имате владеачката гарнитура која со голема поддршка од власта, од централната власт, се осврна на некакво надворешно разубавување на општините. Имате се градат фонтани, споменици, паркови, што потребно е на една општина. Од друга страна, кога опозицијата го гледа тоа како понуда, за да биде поинаква, дава друга понуда што е во примерот во гасификацијата. Тоа се случува во Струница и во Куманово. Тоа е друга понуда, поинаква, од друг. Они гледаат на некој начин да им заштитат на граѓаните, овие гледаат да им биде убаво на граѓаните. Тоа се две понуди кои што се разликуваат и кои што се плод на таа конкуренција. Ние тоа дефинитивно ќе го немаме, ќе имаме 4 години една политика која што е диктирана директно од централно ниво и која што реално ќе биде срам за Македонија. Прво, ја мислам дека бојкот воопшто на изборен, било каков изборен процес е погрешна политичка проценка на било која политичка партија, особено ако тоа доаѓа од најголемата опозицијска партија во Македонија. Значи, на човек
може да му земете, на сила не може да му дадете ништо. Ако некој не сака да учествува на избори, тогаш одговорноста има политичката партија зошто не сака да учествува на избори. Откако почнаа да излегуваат листите кои се веќе поднесени до Државната изборна комисија, тие покажуваат дека всушност бојкотот е само на најголемата опозицијска партија и тоа не на целокупната партија, затоа што ако за многумина излегувањето на избори на Стефче Јакимовски е парцијално и изолирано решение, меѓутоа тоа не е така. Стефче Јакимовски е вториот човек во Социјалдемократскиот сојуз. Тоа само покажува дека единството во опозицијата околу бојкот и не било така цврсто и јасно како што опозицијата изминативе неколку месеци и половина се обидуваше да го демонстрира. Значи, бојкотот како демократски принцип, односно како еден елемент преку кој што може да се води политичката борба, не е непознат и ниту до сега, претпоставам дека во иднина ќе биде применуван. Последни два примера на кои што најдов беше дека на ланските парламентарни избори во Кувајт имало исто така бојкот. Наскоро е најавен бојкот исто на избори во Етиопија. Има држави како Јамајка кај кој што тоа било применето. Значи, тоа отвара едно интересно прашање во која група на држави Македонија се става со ова што сега моментално се случува. Какви ќе бидат последиците за демократијата и за интересот на граѓаните? Разговараме со двајца елоквентни политиколози во нашето студио. Денешни наши гости се Дане Талеска од Институтот Прогрес и Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања. Вчера на адресата на македонскиот премиер и на лидерот на опозицијата стигна писмо од Штефан Филе, еврокомесарот за проширување, во кој што ги повикува лидерите да се договорат, односно да издаат некој договор преку кој што би се надминала сегашна политичка криза во Македонија, на кое што од кабинетот на премиерот излегува со изјава дека од страната на владата е даден максимумот да се реши овој проблем. Преку кои конкретни мерки го гледате тој максимум за кој што зборува премиерот? Па добро, претпоставувам тоа е во однос на оние барања кои што пристигнува од страна на опозицијата и она што им беше понудено од страна на самата власт. Значи, како начин да се надмине таа криза и се нормално све до самата перцепција, нели, од страна на опозицијата тоа беше на некој начин прифатено како зацементирање на позициите, додека од страна на владата тоа беше прифатено како обид за компромис. Во овој случај сметам дека Европската комисија и самиот Фуле, значи, направи обид на некој начин да ги интензивира тие преговори, но све е оставено сепак на домашните политички актери. Дане, можно ли е демократија и фер избори без доверба во институциите од страна на најголемата опозициона партија? Па не се работи за доверба, се работи за препознавање на реалност и начинот на кој што функционираат институциите. За жал, под оваа владеачка структура се повеќе и повеќе се зацврстува на авторитарност и партизација на институциите, дури за маргинални некои прашања, сосема се ставени во функција на тесна партиска агенда. Во таква една ситуација која што не е сега само во овој период, туку се провејува неколку години, повеќе години наназад, во најмала рака од 2008 почна да се зацврстува целиот овој режим на владење. Сите настани кои се случија во последниот период се кулминација на таквото едно однесување од страна на власта, која што ги не се тоа институциите, значи имате на клика, имате на партија, имате на структура на власт, која институциите ги има ставено 100% во употреба за остварување на нивните интереси. Тоа го видовме, например, на 24 декември на Црниот понеделник, кога извршната власт, односно Министерството за внатрешни работи, се стави над законодавната власт. Насила беа изфрлени пратениците и новинарите од собранието и го гледаме и понатаму, а го гледавме и пред тоа. Во една таква ситуација кога власта се однесува нахално, авторитарно, со сила сака да ја спроведува својата агенда,
наместо да отвори процес на диалог, каде што ќе ги вклучи различните чинители, каде ќе се отвори за да слушни различни мислења и да прифати нешто од тие мислења за да се дојде до некаков компромис, сосема е нормално ова што се случува на целосна делегитимизација не толку на институциите, колку што е тоа на режимот на владење. Дали сметате дека сегашна актуелна власт направи доволен исчекор за да се реши овој проблем, значи да покаже малку повеќе доблес, да речеме, лидерство на тоа поле? Добро, сега прва работа е дека точно владата има одговорноста, но не само владата, има и опозицијата. За да постои диалог, треба да постои на некој начин желба од двете страни за тој диалог. Вие не можете да имате желба само од едната страна, без разлика која страна е тоа. Друго е проблем, и тоа сметам дека е тоа многу голем проблем, што тие случувања од собранието од 24 декември се поврзаа со локалните избори. Немаше апсолутно никаква потреба да се случи тоа и немаше апсолутно никаква потреба да дојде до ситуација каде што опозицијата своеволно излегува од избирачкиот процес, без при тоа да има причина. Значи, во случајов, вие имате барање од опозицијата каде што бойкотира избори за избори, што е до сега невидено. Се согласувате со ова дека опозицијата фингира криза и непотребно ги поврзува двата? Не. Опозицијата имаше 6-7 години целосна конструктивност, поддршка, давање предлози за закони, поддршка за евроатлантската агенда и сето тоа. Кризата не е фингирана, кризата ја направи владата, односно дел од владеачките структури, владеачката партија, кога на 24 декември нареди насилно отфрлање од собранието на пратениците и на новинарите, за да го донесе буџетот за 2013 година, кој што е усвоен во една нелегална процедура преку фалсификат во Комисијата за финансирање и буџет и после акламативно прифатен тој фалсификат од страна на во пленарната сала од страна на владеачкото мнозинство. Така да кризата која таа што зборува в тензија која постоеше одреден период на 24 декември експлодираше. Делумно е во право Влајкова што вика дека се бараат избори за избори, но само делумно. На 24 декември ние влеговме целосно во една политичка криза каде што собранието ги изгуби легитимитетот. Значи тоа не се некои минорни настани пратеници од опозицијата да бидат насила со полициски интервенции сфрлени од парламентот. Тоа е директно или пак исфрлањето на новинарите од галеријата. Тоа е директно прекршување на уставот на Република Македонија. На пратениците не им беа дадени картичките од опозицијата, тоа значи замолкнување на нивните мандати и одземање на довербата на 440.000 гласови кои ги добиле од страна на изборите. Но целата работа, оваа политичка криза може да се реши само на еден начин, а тоа се предвремени парламентарни избори. И се зошто е тоа потребно? Тоа е потребно за да се реконституира легитимитетот на собранието на Република Македонија. Не може на ниту еден друг начин да се врати довербата, да се врати легитимитетот на собранието без предвремени парламентарни избори кои ќе дадат еден нов парламентарен состав, без разлика дали ќе дадат какво парламентарно мнозинство ќе се состави после тоа. Владимир, се извинувам, кој ќе ја сноси политичката одговорност за овој бојкот? Кого очекувате граѓаните да казнат при првата можност? Значи, вака, прво, околу, да се навратиме малце околу цела оваа состојба. Случувањата во парламентот, како што јас тоа го напоменав уште пред да се случат, некаде во почетокот на декември, тоа беше цел процес каде што опозицијата се обидуваше да изнуди нешто, да изнуди од власта и каде што се доведе во таа ситуација во која што се доведе. Значи, тоа е првата работа. Втората работа, околу тоа што се случувало и како се случувало во парламентот, сметам дека беше многу добра идеја на председателот да се направи комисија составена и од власта, и од опозицијата, и од меѓународната заедница, да се види тука каде е вината, кај кого е вината и зашто е вината, и тој потоа да сноси таа одговорност. Значи, тука апсолутно се сложувам и сметам дека тоа е еден добар исчекор за понатаму. Проблемот настана со поврзувањето на кризата со локалните избори. Затоа што тајмингот е сосема поинако. Значи, како може ние да говориме сега за
некакво придвижување во однос на решавање на она што се случи во парламентот, кога ние имаме бојкот, веќе не е закана за бојкот, тука е бојкот од страна на опозицијата за локалните избори. Едноставно сега веќе станува просто да не кажам неизводливо, но многу тешко изводливо да се реши она што се случи во парламентот и на некој начин да се постигне компромис. За кој компромис говориме сега кога опозицијата реши дека не треба да учествува на локалните избори? Анкетна комисија се прави кога не се јасни фактите, кога треба да се утврди нешто што не е познато. А сите ние бевме сведоци, прво не е непознато дека е фалсификат направен во Комисијата за финансирање и буџет. Таа комисија ја председаваше, мислам, полноправно опозицијата, им беше одземено председавањето и беше направен записник, мислам, имаше таму поднесено амандмани кои требаше низ процедура да се дискутираат. Им беше одземено на опозицијата председавањето со комисијата и беше направен фалсификат дека наводно сите амандмани поминале, тој извештај е архивиран и е пратен до владата. Тоа е класичен фалсификат. Значи тоа се знае. Понатаму се знаат, се видоа снимките каде насила се изфрлаат пратеници, насила се изфрлаат новинари, тоа се еклатантни повреди на уставот, на деловникот на собранието. Се знае дека на пратениците не им беа дадени картичките за да можат да влезат полноправно да учествуваат во пленарната дискусија. Така да во една таква ситуација анкетната комисија не беше да ги утврди фактите и одговорноста, се знаат фактите и се знае одговорноста. Анкетната комисија беше еден инструмент да се проба да се дојде до некаков политички договор, но тргнувајќи од вашето прво прашање за довербата, мислам дека опозицијата го виде тоа како некој трик за да се скрие одговорноста и да се пролонгира целата ситуација, наместо да дојдеме решение. Видете и денеска, колку помина 2 месеци од 24 декември, се уште никој не поднесол одговорност, било морална, било политичка, а да не зборувам за правна и друга одговорност. Владимир, бојкотот не е непознат за македонската политичка историја. Тој се случи нели во 1994 година, кога сегашната власт, односно Лудовичка партија, тогаш бојкотираше, меѓутоа мораше да чека дури до 98 за на еден начин да речеме да кешира од таа ситуација. Каква би била користа за опозицијата во оваа ситуација ако нели поминат локални избори и се оди на редовни парламентарни избори? Че изборам на нејзиното конто на имиджот на... Никаква. Значи, ниту ВМРО-ДПМНЕ 94 година имаше некаква корист, ниту по опозицијата се има некаква корист. Значи, од бојкот нема корист. Но имаше 4 години подоцна, кога доби апсолутно довербата на граѓаните. Не, значи вака. Од бојкот, за каков и да е проблем, до сега, компаративно, сите бојкоти што се случувале, без разлика дали се во Европа, во Африка или во Азија, никој никогаш немал корист. И особено таа партија која што бојкотира. Што е со другата позиција? Без разлика во чие име се води политичката битка, јасно е дека двете партии или сите партии влегуваат со некаква математика и пресметка што би добиле, што би изгубиле. Кој е политичкиот ризик од предвремени парламентарни избори за ДПМН ако сите анкети покажуваат дека води? Зошто ДПМН го одбива за тоа што предпоставам категорично барање? Ќе се создаде лоша практика. Значи, вие немате никаде во свет кој ќе текне на опозицијата да побара предвремени избори тие да ги добие. Пред година и пол исто се направи ситуација, процес. Јас уште на почетокот на декември, пред да се случат настаните во собранието, ги компарирав двата процеси и покажав со повеќе аргументи дека се идентични. Само што тогаш беше А1, а во овој случај беше буџетот. И во повеќе расправи, значи дебати, кога се говореше за буџетот, јас цело време повторив, буџетот во случајов нема никаква врска, буџетот е само повод. Процесот е сосема поинаков. А за вас буџетот е легитимно и легално донесен? Сакам да ви кажам дека буџетот и она што се направи опозицијата да го создаде е една политичка криза преку која што подосна, исто како што беше пред 2 години, би побарала предвремени избори, како што ги бара сега. Јас не велам дека власт или собранието изреагира правилно во однос на тоа и дека тоа што се случи требаше да се случи. Ја не го велам тоа. Ја велам само дека целта беше таа на опозицијата. Имаше и една друга работа што беа поставени ограничувања за земањето на нови кредити од странство. И мислам дека тоа ја испровоцира владината, односно реакцијата на власта,
бидејќи овој режим на владење има два инструменти, едниот се пари, другиот е пендрек. И кога беше загрозен тој прв инструмент на парите, кога се виде дека структурата на буџетот мора да биде поинаква, да се земат во предвид и поинакви барања и потреби на граѓаните од локалните средини, а не само проекциите на владата, и кога се виде дека нема понатаму опозицијата да дозволи таква фискална политика на големи задолжувања од странство и трошење на непродуктивни трошоци, заигра пендракот. И мислам дека СДСМ во овој момент за цел ја има таа покрупна игра да го врати демократијата на Република Македонија, да се врати уставниот поредок. Сосема на крај, широка е темата, имаме многу да зборуваме, меѓутоа сосема на крај, што вие лично како политиколози очекувате да се случи, односно каков епилог да има ова, како што ја нареков, политичка драма? Секоја влада, значи секој оној кој што победува на парламентарни избори има право да води државата во следните 4 години и го носи буџетот. Така е тоа сега. Не е важно. Важно е дека во однос на на случувањата во декември, оној процес кој што го започна опозицијата, до 24 декември, они изиграат добро. Значи го добија тоа што го сака, добија определен повод за да бараат нешто. Проблемот настана на 2 јануари. Зашто безпотребно беа вклучени локалните избори во целиот овој процес? Значи тотално непотребно. Опозицијата можеше да биде надвор од парламентот, можеше да бара тоа што го бара, можеше да се повикува на 24 декември и на све останато што смета дека е тоа добро за нив, но можеше да се иде на локални избори. Доколку учествуваше на локалните избори, процесот кој што беше во однос на случувањето од парламентот ќе беше неоптоварен со овие рокови кои што ги имаме сега, а тие рокови се веќе пробиени. Ке имаме избори без опозиција? Значи не само што се проби тој рок, него едноставно сега локалните избори спречуваат да се реши она што е кризата која што настана во самиот парламент. Тоа е една работа. Втора работа, доколку опозицијата учествуваше и доколку според нив ќе добиеле поголем значи број на градоначалници и гласови од власта, значи ќе победеле на локалните избори, зашто тогаш не учествува, па после со еден многу посилен легитимитет да бараат предвремени парламентарни избори. Мислам дека во тој случајот они ќе има добитна комбинација. Сосема се согласувам дека примерно одговорноста и начинот да се најде решение преку главните политички актери, преку диалог и најдување на компромис. Не би бил така сигурен. Мислам, има се уште простор, ако се има политичка волја, во вонредна политичка ситуација, вонредна криза, да се најде решение. Ако не се случи тоа, ако има бојкот, а има најава, не најава, туку факт е, тоа е потврдено во овој момент, мислам дека ќе биде многу лошо за Република Македонија, апсолутно за сите. Ќе се продолбочува политичката криза, тензиите не можат во тој случај да се спуштат, туку уште повеќе ќе се зајакнуваат. Веројатно ќе се искомплицира евроатланската иднина на Република Македонија, тогаш тоа ќе има реперкусии по еден сега консензус кој што постои во Република Македонија, кој што е и меѓупартиски и меѓунационален, така да ќе биде многу сложната политичката ситуација и очекувам ако нема решение во наредниве, не се тоа многу, 2 до 3 недели, дека ситуацијата понатаму ќе биде уште потешка, кризата ќе биде уште потешка. Дане Владимир, ви благодариме што бевте гости во студиото на Зебра, ни беше чест да дискутираме на најжешката политичка тема во моментот. Се разбира, им благодариме и на сите оние што не следеа на Зебра онлайн МК и на фреквенциите на Алфа и Ера телевизија. Поздрав!